Сподели е иницијатива на непрофитната организација Слободен софтвер Македонија, која што се одлотворува на две локации во Скопје, едната во културниот центар Точка, а втората на Електротехничкиот факултет во Скопје. Поентата на овие два настани е да се приближи концептот на слободна култура и слободен софтвер до сите заинтересирани граѓани на Скопје. Па и пошироко ако некој има или можност да дојде. Сподели кино е првиот настан кој што се одржува во културниот центар Точка. Добрите луѓе од Точка ни даваат простор и понекогаш инфраструктурни ресурси како проектор и слично за да можеме да ги држуваме проекциите кои што се најчесто проекции на филмови кои што се преземени од интернет и кои што смее легално да се прикажуваат. Значи се дистрибуирани под таква лиценца која што овозможува било кој да ги пушта било каде. Се разбира, сите овие филмови се достапни, секој може да се ги земе дома да се ги гледа, но ние сметаме дека со собирањето на едно место луѓето можат истовремено дискутираат бидејќи темите кои што ги одбираме се покрај за тоа да го промовираме концептот на слободна култура преку прикажување на самите такви филмови, исто така да дискутираме и за импликациите кои што новите технологии како интернетот и другите дигитални технологии им ги носат на луѓето во нивните домови. Сподели знаење е вториот настан кој што се одржува на Електротехничкиот факултет, каде што темата е повеќе техничка. Значи поентата на овие настани е да луѓе дојдат со своите компјутери, лаптопи или други уреди. Значи може да стане збори за нешто ситно како мобилен телефон, каде што се споделуваат знаења за тоа како уредите работат и се откриваат нови начини за нивна употреба. Главниот фокус наше нели работата со слободен софтвер, но нема никакви пречки за било кој што е заинтересиран нешто да покаже, макар тоа било и со неслободен софтвер, да дојде и тоа да го направи на ЕТФ. Овие настани се случуваат најчесто од 8 часот навечер во вторници, така што се најизменично еднаш е настанот во Точка, еднаш е настанот на Електротехничкиот факултет и се отворени за сите заинтересирани да дојдат и да ги посетат. Тоа би било. Може. Сподели е проект на Слободен софтвер Македонија кој што има за цел да промовира една култура на споделување, нешто што сметаме дека на некој начин во Македонија е прилично изгубено, но нешто што има особено голема важност сега во ова време кога дигиталните технологии овозможуваат голем број на луѓе да се вклучат во процесот на креирање на разни содржини. Целта е значи да што е можно повеќе луѓе се вклучат на некој начин во создавањето на содржини кои што ќе бидат достапни на интернет, за потоа други луѓе да истите ги земат и ги рециклираат, рекреираат и направат нови верзии. На тој начин тој цел систем ќе се врти некако понатаму и понатаму. Еден од главните да речеме, една од главните активности околу ова е создавањето на веб страница каде што ќе можат да се ставаат сите овие содржини, значи без разлика дали станува збор за фотографии, текст или пак некои други мултимедијални содржини, било кој корисник ќе може да дојде и да ги прикачи своите содржини се додека нели се сложи да ги даде истите под лиценца која што возможува слободна употреба. Лиценците кои што возможуваат слободна употреба се дефинирани како такви, значи лиценци за слободна култура, што во суштина значи дека делото, значи културното дело нема никакви ограничувања во однос на тоа кој, како, зашто и било кое друго прашање може да го користи. Значи не постојат никакви ограничувања во смисла на тоа дали вие смеете да го прикажувате јавно или не, дали смеете да го користите комерцијално или не, дали смеете да правите негови деривати или не. Овој проект се уште е во зачеток и како што и целата концепција, поентата е да нели што е можно повеќе луѓе се вклучат во создавањето на оваа работа, па ете ова нека биде еден повик за сите заинтересирани да се придружат кон работата. Значи кој ќе почне, кој ќе речеме може, исчекај 2 секунди и почне.
Може. Словен софтвер Македонија е организацијата која што правно ја обединува заедницата на корисници на словен софтвер во нашата земја. Под заедница на корисници на словен софтвер се подразбира луѓе кои што учествуваат во проектите на преведување, креирање и хакирање на слободниот софтвер. Да кажеме збор 2 за слободниот софтвер. Словен софтвер представува апликација која што може да се употребува и која што ги задоволува основните 4 слободи. А тие се да може да слободно да се употребува, да се копира и дистрибуира, да може да се проучува, а за да можеме да ја проучуваме, тоа значи дека имаме достапност до изворниот код, да можеме да ја менуваме и најважно од се, нашите промени да можеме да ги дистрибуираме, за да можеме да им помогнеме на нашите пријатели и на нашите соседи. Овие погодности кои што ги нуди слободниот софтвер, ние се обидуваме да ги исползуваме на сподели знаење. Имено, таму се собираат корисници на слободен софтвер, но и оние кои што се заинтересирани за идејата, и оние кои што никогаш не слушнале за тоа, меѓутоа се интересираат за технологија и доаѓаат да го презентираат она кое што го научиле и да го споделат со останатите кои што функционираат на тој простор. Останатите луѓе кои што се дел од заедницата на слободен софтвер, многу битен факт е тоа што учествуваат во локализирање на софтверот. Локализирање представува преведување на сите оние софтверски апликации кои што може да се симнат слободно од интернет на македонски јазик. Со тоа подобруваат, го намалуваат јазот помеѓу значи го намалуваат јазот кој што се создава ако некој од корисниците не го разбираат англискиот јазик. Во Македонија до сега Словен софтвер Македонија помогнала да се локализираат канцеларискиот пакет OpenOffice, Mozilla продуктите како што се Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird, потоа развојните околини, тоест десктоп околините под Linux како што се GNOME и KDE, кои што се потполно развиени, потполно се преведени на македонски јазик и овозможуваат да може да користиме комплетен оперативен систем на македонски. Значи од кога ќе се стартува компјутерот до онаа задача која што вие треба да ја извршите да биде потполно на македонски. Тоа е направено од ентузијасти кои што се собираат во заедница на словен софтвер и кои што неуморно работат за општото добро. Толку, нели? Да. Добро. Немој. И на раци, и нова едица. Менува е тоа што зборуваше, за да можеме да те покрием барем